Истражувачите од Универзитетот Калифорнија во Лос Анџелес развиваат квантни сензори од следната генерација, за кои професорката Принеха Наранг вели дека ќе ја подобрат прецизноста на мерењето на она што се случува во нашиот воздух или вода. Некои работи може да бидат рани знаци за поголеми проблеми и за тоа се работи, да се донесат одлуки за здравјето на луѓето што ќе бидат во корелација со промените во квалитетот на воздухот. Истражувачот од Универзитетот Калифорнија во Лос Анџелес, Серджио Карбахо, фокусира два ултрапрецизни лазерски зраци на молекула, читајќи ги нејзините квантни карактеристики или неговиот уникатен потпис или отпечаток од прст, како што тој го нарекува, со ознака за време и локација. Собирате стотици илјади од тие што се достапни и тогаш можете да започнете да изведувате не само индивидуални информации, туку и сумирани информации, кои се испреплетени за да можете да ги видите поврзаните настани. Поради квантното заплеткување, феномен кога еден фотон знае за постоењето на друг, овие сензори ќе можат да измерат нешто што е километри подалеку. Кога смогот од канадските пожари се спушти во Њујорк минатото лето, истражувачите велат дека сензорите можеле да предвидат во кои области на градот го има и колку долго ќе остане чадот, дури и до одредени загадувачи. Научникот Денис Ким вели дека тоа е само почеток. Едно од работите што можеме да ги направиме со сензорите е да откриеме промени во магнетните полиња. Например, кога сте во држава каде што има земјотреси, може да имате поголема чувствителност. Ние можеме да предвидиме земјотреси пред да се случат. Во следните 10 години, истражувачите очекуваат дека овие сензори ќе најдат уште поширока примена во науката за климата.